Земјоделци од Карбинско денес повторно протестираа. Тие се револтирани откако виделе дека Министерството за земјоделие во нивната општина распишало оглас за доделување на 44 хектари земја. Проблемот според нив е што целата земја веројатно ќе ја работи само едно лице, наспроти најавите дека земјиштето ќе се дели на повеќе делови со површина до 3 хектари. Земјата дадена на оглас, која е во 17 парцели, е испод 3 хектара. Еве можете да видите, тоа се површините обоени со зелена боја, каде растојанието од 3 до 4 километри, некој сака да ја спои во една парцела и да биде дадена на комерцијален оглас, каде што почетната цена изнесува 5088 евра. За овдешните земјоделци ова е животно прашање, зашто ова е целото земјиште со кое располага Таринци и ако сега не добија дел, таква шанса ќе немаат во наредните 30 години. Плаќаме ги документите на социјалната политика, плаќаме си придониците. А земја немаме земјано. Како тоа може да биде? Приоритет да имаме ние да си конкурираме ние од местното население. Не можеме да одам у Лакавица долу или у Велес да земам земја да работам. Треба да земам тука да работам. А ти стегни од тракторот тука, оду Велес, работи на земјата. Кој ќе ти ја даде таму? Сите се земаа велешани. Земаа си ја лоза од џумелија, земаа другите, не ние. И кога ќе работам на другите места, они ќе земат нашите. Своја шанса во распределбата на земјиштето гледаат и сточарите, кои сега се оставени буквално без паша за добитокот. Околу 100 овци имаме и 20 кози. Немаме каде да пасеме стоката и виши нема на кој да плаќаме пашарина, значи на која основа да плаќаме пашарина. Сега со овој област, со распределба на 3 земјишта, како на вас ќе ви помогне? Па мислам дека ќе ни помогне, значи ќе можеме да произведеме значи храна за стоката и значи ќе биде подобро. Поради ова, овдешните земјоделци бараат итно поништување на сегашниот оглас и распишување на нов, со кој шанса ќе им се даде и на нив. Едно сакаме да бидат тие 44 хектари иземени од целокупниот оглас и ставени по други услови, како што би можеле да конкурираат жителите од населеното место Таринци, затоа што сите парцели кои што не представуваат единствена целина припаѓаат на катастарска општина Таринци. Подршка земјоделците добија и од градоначалникот Јордан Насев. Еве и ние ќе се упатиме до апел, ќе ги употребиме согласно нашата законска регулатива сите можности, бидејќи со земјоделското земјиште управува Министерството за земјоделие, значи тоа не е во ингеренција на локалната самоуправа, меѓутоа ќе бидат препратени овие заклучоци и барања од страна на местната заедница и ја мислам дека државата ќе најде начин за сето ова да биде во корист на жителите на село Таринци решено позитивно. Во Таринци има регистрирано околу 45 земјоделци, чија екзистенција зависи исклучиво од оваа земја. Инаку се работи за земјиште за кое дел од нив поседуваат и тапии, но со колективизацијата го остапиле на државата, а тие самите се вработиле во тогаш формираните земјоделски комбинати. Проблемите почнаа откако комбинатите пропаднаа, а земјоделците останаа и без работа и без земја.